Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во денешното видео повторно ќе зборувам за темата од деветиот чекор во книгата на авторката Шефали Родителска карта. И овде во овој чекор понатаму Шефали пишува дека едноставен начин да може родителот да ја прикаже идејата околу неговото тригерување во односот со детето е визуелно да може да го замисли својот внатрешен свет. И дали тој свет кај родителот внатрешен е исполнет со голем број на празнини или само со неколку празнини. Дали тие празнини се наоѓаат во еден простор внатрешен, каде што има, например, таа внатрешност е исполнета со вода или пак е исполнет со некој друг материјал. Значи, колку неговата празнина е тивка, толку родителот е помирен. А колку пак внатрешноста на родителот е исполнета со експлозивен материјал, толку родителот многу силно и ќе го доживува своето дете и многу силно ќе реагира врз своето дете. Шефали во својата книга има неколку цртежи ставено и односно неколку илустрации и тие еве сега ќе ги покажам. Значи, ќе се обидам сите три да можете да ги видите. Значи, има три слики. И сите еве вака. Значи, првата, втората и третата слика. И третата слика. И сега што сакав да каже авторката Шефали преку овие слики? Дека во првата слика еве можеме да видиме срцата прво, да ви објаснам дека ја представуваат внатрешниот свет на родителот, значи неговата внатрешност, со што се исполнети. Гледаме дека сите три срца се исполнети со значи различен број на празнини. Првото срце е исполнето само со две празнини, во второто срце има неколку празнини повеќе, а третото срце гледаме дека е потполно и овде има во второто срце, значи можеме да забележиме овде дека е напукнато, значи една пукнатина има, а во третото срце тоа е значи голем број на пукнатини затоа што е исполнето со експлозивен материјал. И сега значи Шефали вели дека оние родители кои што се со помалку внатрешни рани или празнини, како што е символизирано на овие слики, овде поготово во првата слика, овие родители имаат помалку егоична реакција за разлика од родителите кои што имаат многу поголем број на празнини. Значи многу посилно тие реагираат, многу посилно се потикнати. Меѓутоа во секој случај овде активирањето на пламенот, овде гледаме колку е посилен во третата, најсилен во третата, во втората е помал, а во првата воопшто и го нема. Пламенот, значи активирањето на пламенот, односно на искрата е иста. Гледаме дека само едно шкорче во сите три примери, во сите три слики. Меѓутоа, начинот на кој што се активира внатрешната бомба кај секој родител, значи кај секој човек е различна. Зависна со што е исполнета значи внатрешноста на секој родител. Со што е исполнета. Колку сме позапаливи внатре, значи во првата слика гледаме дека е исполнета со вода и сигурно дека внатрешниот свет
не може да се запали, останува мирен. Во втората слика, ако исполните, например, со помалку запалив материјал, дека пламен ќе се појави, меѓутоа не е доволно силен за да направи некој поголем родителот за да изреагира многу бурно. А во третата слика гледаме дека внатрешноста на родителот овде само со една искра може да направи целосна експлозија. Значи, колку сме ние внатрешно позапаливи, толку е поголема големината на внатрешната бомба. И толку поголема деструкција се случува во односот помеѓу родителот и детето, значи во односот со децата. Зошто е ова важно? Шефали го потенцира? Го потенцира затоа што таа им вели родители, навистина ова е многу корисно за да можете да ја разберете вашата внатрешна хемија, за да можете да превземете свесни чекори, за да се заштитите себе си и другите околу вас од вашето собствено внатрешно согорување. И во принцип таа вели колку родителот повеќе ги лечи своите внатрешни празнини, толку помалку станува реактивен. И токму поради тоа таа значи ги советува родителите, им вели родители, одвојте момент да размислите. Прво, кога последен пат сте се чувствувале потикнати? Второ, која била искрата или настанот што го активирал? Кои се вашите внатрешни празнини? Понатаму со што се полни, дали се со вода, дали се со бензин, дали се со експлозив? И последно, како изреагиравте последниот пат? И за да може ова појасно да го објасни авторката Шефали, дава пример во нејзината книга, раскажува за еден трогателен настан од нејзината пракса. Поточно станува збор за еден татко кој што бил клиент кај неа и тој дошол кај неа затоа што бил поттикнат од своето собствено дете. И тој раскажал на Шефали како со години бил поттикнуван од својот син, затоа што според него, неговото дете не било доволно, не ја покажувал својата машка страна, својата машка енергија или пак својата машкост, и бидејќи тој не бил спортски тип на начин на кој што тој замислувал дека треба да биде. Исто така неговото дете страдало од доцнење во говорот и исто така имало проблеми во учењето. Иако тој многу си го сакал своето дете, тој секојдневно влегувал во битки и во војни, во конфликти со детето. Последниот пат, значи последниот фитил кој што се запалил, последниот тригер, прераснал во една состава во која што овој татко својот син толку силно го влечел за неговата јакна, што го удирал од зидот. И тогаш таткото сватил дека навистина работите излегле од контрола и дека треба да побара помош, и затоа дошол на една од работилниците кои што ги правела авторката Шефали, каде што се запозна со неа и каде што почнале да работат на негово освестување. И откако работел со Шефали, на неговите тригери од детството, голем дел од неговите проблеми со неговиот син тој почнал да ги освестува. И тој се сетил и раскажал на Шефали кога бил дете и имал само 10 години, бил затворен во училишното купатило и таму бил насилно малтретиран физички од неколку момчиња, соученици кои што биле постари од него. И исто така бил малтретиран и вербално, го нарекувале со погрдни зборови, ја негирале неговата машкост и го исмевале, а за цело време за тоа, додека се случувало тоа, тој силно плачел и барал помош, меѓутоа во тој момент немало кој да му помогне. Таткото, иако тој спомен го
длабоко го закопал во неговата внатрешност, значи во неговиот внатрешен свет, тој го носел цело време срамот и стравот од тој ден кога не успел да возврати. И затоа што бил многу преплашен. И тој се обвинувал себе си цел живот после тоа за недостаток на машкост. И кога му кажал како дете на својот татко што се случило во училиштето со него, неговиот татко го исмевал заради неговиот недостаток од храброст да може да се спротивстави на другарчиње, на тие деца, повозрасни деца во тој момент, со што уште посилно го натерало да го носи со себе срамот цело време. И од тој ден што решил таткото? Таткото ја ставил врз себе маската на хипермашкост и влегол во теретана, малку подоцна, и се пресилувал да изгледа многу спортски, значи атлетски, изграден, и се восхитувал на себе си како што старел со годините и се повеќе и повеќе поминувал време во теретана. И да ја цитирам, Шефали во книгата им пишува на родителите: родители, да го видевте како изгледа овој родител. Никој не би се посомневал или пак би можел да замисли дека овој човек има проблеми со машкоста. Меѓутоа, неговото дете било целосна спротивност од него. Значи, таа пишува дека неговиот син Макс не беше прототипното момче на момчето. Напротив, детето негово беше поженствено, беше почувствително, беше мека душа. И меѓутоа, поделеноста помеѓу она што тој како татко го очекувал од неговиот син, наспроти она што на вистина во реалноста беше неговиот син, однапред двајцата ги носело во постојан судир и постојани трагични конфликти. Но она за што таткото во суштина не бил свесен, била неговата внатрешна траума и како таа клокотела цело време како лава испод површината. Неговата болка од детството била толку многу длабоко закопана во него што тој не бил во состојба да може да ја согледа, да може да ја види. И така исклучен од својата внатрешна траума, таа болка тој ја проектирал врз синот, мислејќи дека неговото дете е виновно за тоа што нема доволно машка енергија како што тој мислел дека треба, и дека токму поради тоа треба да се поправи. Старата детска рана на таткото лежела длабоко закопана во несвесното. И предизвикувајќи го таткото кон неговото однесување кон неговиот син, значи тоа агресивно однесување кон неговиот син во сегашниот момент. На тој начин родителот се обидувал во суштина да го поправи синот, сакајќи тој да не поминува низ истото што тој поминал, кое што за него било една брутална траума и болка. Меѓутоа, токму тој ден со Шефали, после долгогодишното прекорување и срамење на неговиот син од негова страна, тој тогаш за прв пат успел подлабоко да може да ги согледа и да ги открие собствените нерешени рани од детството. И сливот, емоционалниот слив, кој што се случил кај во родител од неговиот увид, бил многу силен во тој момент. Конечно, болката на неговото внатрешно дете, значи на внатрешното дете кај родителот, успеало да биде согледано
И тоа во суштина толку многу врескало под неговото его, кој што како маска го имал навлечено родителот, значи маската на его маската на борец. Меѓутоа, тоа иако цело време врескало повреденото дете под его маската на родителот, никој не можел да му обрне внимание. Зошто? Затоа што вниманието на родителот цело време било насочено кон надвор. Било насочено кон неговото дете, кон собственото дете. И во секогаш кога било така, победувало егото, се до денот кога конечно се скршило тоа его и болката од ранетото внатрешно дете кај родителот се отворила, целосно избликнала, излегла на површина. И како што напишала Шефали во книгата, напишала: можев да ја видам таа сурова болка во очите на таткото, на овој родител, додека свати како тој цело време ја пренесувал својата болка, мината болка, врз своето дете. И колку многу силен бил тој емоционален излив. И во тој момент таа рекла: јас не можев, а да не издржам, ги прегрнав и двајцата. И таткото, и неговото внатрешно дете. И му реков: вети ми, Джейк, вети ми дека ќе се вратиш кај своето внатрешно дете и ќе му дозволиш тоа да се исплачи. Да ја исплачи сета болка која што ја потиснуваше сите овие години. Колку повеќе заздравува твоето внатрешно момче, толку повеќе ќе можеш да си го прифатиш својот собствен син и ќе можеш да му дозволиш да биде на вистина она што е. Меѓутоа мора една работа да разбереш, дека вака болат повредените луѓе, но исто така и вака повредените луѓе повредуваат други. Гледаш ли, доколку не сме свесни како успеваме да им ги пренесеме нашите нерешени детски рани, нашите нерешени детски болки од детството врз другите. Затоа растот кој што допрева ти ќе го доживееш е толку многу важен и толку многу битен и за тебе и за твоето дете. И таа на крај му рекла: единствено кога ќе можеш да разбереш дека нештото те потикнувало и те тригерувало само заради твоите внатрешни заради твојата внатрешна емоционална експлозивност, единствено тогаш ќе можеш да се смениш и да направиш една промена во динамиката со твоето дете. И Шефали овде им објаснува на родителите дека кога секој родител на вистина би можел да го разбере ова и те како може да направи промена во односот со своето дете. Колку повеќе родителот станува свесен за своите внатрешни болки, за своите внатрешни стравови, за своите внатрешни страдања, тој многу побрзо и ќе може да се разбере себе си на едно многу подлабоко ниво и да може да се поврзе на едно посвесно ниво со своето дете. Затоа што колку родителот не е свесен за празнините кои што во себе ги носи, а се исполнети со експлозивен материјал, тој цело време, значи, таа експлозивност ја носи во односот со своето дете. И тој експлозивен материјал постепено ќе насочувајќи го спрема неговото дете,
таа експлозивност едноставно ќе биде проектирана врз срцето на неговото дете, врз душата на детето, и таму ќе создава исто така такви празнини кои што ќе бидат исто така исполнети со експлозивен материјал кај неговото дете, кај своето собствено дете, и понатаму кога ќе порасне неговото дете, и тоа исто така ќе ги користи тие празнини полни со експлозивен материјал во односот со другите луѓе. И таа вели: родители, ова е циклусот на кој што мора ние да работиме за конечно да се ослободиме, за конечно да ги прекинеме сите тие негативни шеми и негативни образци на родителствување со своите собствени деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.